Блажевски Роберт го има четвртово прашање, прашува дали млекото со намалена масленост е поздраво од обичното, односно со нормална масленост. Роберт има и овакви и такви тврдења и гласини, она што во посовремено и помодерно време се повеќе го докажува науката е дека тоа што ќе одбереме млечни продукти со мала масленост не си придонесуваме за нешто спектакуларно здраво да се храниме. Она што најголемиот страв од порано било дека високомаслените продукти придонесуваат за појава на холестерол, што се помалку се докажува дека е така. Од друга страна, телото е создадено од не телото, млекото е создадено од масен и воден дел. Колку повеќе има воден дел во млекото, толку повеќе е поголема количината на еден хормон кој што се вика IGF, што и не баш добро влијае за оние скокови падови на шеќер, односно на инсулин во телото, и тоа придонесува за дополнително можеби покачување на килограми, иако пак е тешко да човек сега до толку го претера, но во секој случај има тенденција да се зголемува тој хормон во телото. И друга работа е што обезмастувањето на млекото е веќе еден тип на процесирање на храната. И тоа значи дека нема баш исто да се однесува како и кога е со повисока масленост, колку низ повеќе процеси мине, толку по се оштетува структурата и не се однесува исто кога ќе го ставиме во телото. Така да моje мислење лично е дека не треба да се секираш и да можеби бараш нискомаслени млека, јогурти, слободно оди си со стандардните и со нормалните, мислам дека ќе ти влијаат многу подобро отколку обезмастените.